Blagosloven jesi Gospodi, nauči mňa opravdanijem Tvojim. Angelski sobor udivisia, зря Тебе мертвих менивша си. Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во уште една епизода од емисијата Православна ризница, емисија која што го проучува христијанскиот начин на живење. Откако помина оној така наречен јануарски циклус на големи празници, сега во овој период имаме помал број на празници, па така да ќе го искористиме времево за да почнеме со оној едукативен дел од нашата емисија, односно ќе зборуваме за однесувањето на верниците во храмот, за молитвата, исповетта, причистувањето. Храмот представува свето место каде што Бог се слави и се велича, каде што се извршува несветата Христова жртва литургијата и каде што верниците се собираат за да бидат учесници на спасителните вистини и дарови. Затоа должност на секој христијанин е редовно да го посетува светиот храм, а особено во неделните и празничните денови. Секој кој влегува во храмот треба да биде пристојно облечен. На жените не им приличи да влегуваат во панталони во куси с долништа, гологлави и со козметика на лицето, а мажите пред влезот треба да симнат капата од својата глава. Она што треба да го знае секој член на црквата е тоа дека секогаш кога ќе појдеме кон храмот, односно молитвениот дом, ние доаѓаме со цел молитвено да се сретнеме со Бога, но и да се сретнеме со нашиот епископ надгледник, со презвитерите, со ѓаконите и со нашите браќи и сестри со кои заедно ја сочинуваме црквата. На тој начин нашиот Отец Небесен преку својот Син во Светиот Дух не гледа како личности, како своји синови и ќерки, но и како црква, како свој новозаветен народ. Затоа секогаш кога ќе тргнеме кон храмот за да се собереме како црква, треба духовно да се подготвиме за таа средба. Треба да внимаваме на внатрешната состојба на нашата личност, на мирот во душата, на чистотата и совеста и срцето, на мотивот за нашето тргнување кон храмот. Кога ќе пристигнеме пред вратата на храмот, треба да застанеме за да направиме нашата последна духовна подготовка. Треба со вера да се прекрстиме, односно на себе да го изобразиме крстот. На тој начин ја исповедаме верата во троединиот Бог, Отецот и Синот и Светиот Дух и во Христовата победа над злото и сатаната, извршена на крстот, но да ја исповедаме и нашата доверба во однос на тоа што Бог правел, прави и ќе прави во иднина за нас како негови созданија и возлюбени чеда. Свеќата, поставена на заедничкиот свекник, уште од Стариот Завет е символ на Божјата светлина и вистина. Кога ја палиме во храмот, при принесувањето на нашата лична молитва, ние со незината светлина исповедаме дека нашиот Бог е вистинска светлина и вистина која не очистува од мракот на незнаењето и скверноста на гревот. Свеќата треба да ја палиме, доколку во храмот се служи богослужба, особено литургија, пред и по богослужбата. Затоа што свеќата е пропратена со лична молитва, а богослужбата е заедничка молитва на членовите на црквата. Во заедничките молитви, сета црква се моли за личните и заедничките потреби на своите членови. Потоа влегуваме во храмот за да се вклучиме во молитвата на црквата. Но сепак, пред да се вклучиме во молитвата, треба да ги знаеме и следниве нешта. Во храмот, односно молитвениот дом, треба да бидеме присутни пред почетокот на богослужбата. Ако сме задоцниле, тогаш нашето влегување треба да биде многу внимателно, без да го одвлекуваме вниманието на оние кои веќе се во молитвена состојба. Во храмот не треба да се шетаме, туку треба веднаш да отидеме на нашето место или да си најдеме место каде што ќе застанеме и активно ќе се вклучиме во молитвата. За почетокот на богослужбите треба да се информираме од нашите презвитери, односно парохиските свештеници, вероучители или служителите во храмот. Во храмот треба да бидеме пристојно облечени, без пројава на суета и нападност. Особено, жените треба да обрнат внимание на пристојноста и на облеката. Не случајно апостолот Петар во своето послание во однос на надворешното украсување на жените им напиша: вашата убавина да биде не надворешна, односно во плетењето на косите, китењето со злато или обликување на разни облики, туку внатрешна,
во срцето на сокриениот човек, во постојаност и тих дух што е драгоцено пред Бога. Во летниот период, мажите треба да знаат дека во дворот на храмот или манастирот, па и во самиот храм, не е пожелно да се влегува со куси панталони. Кога ќе влеземе во храмот, пред целивната икона, која вообичаено се наоѓа во средината на храмот, му се поклонуваме на Бога и ги целиваме со почит ликовите на светиите или представата на празникот која е изобразена на иконата. Нашиот материјален дар, доколку имаме можност, ние како членови на црквата да ја помогнеме на својата црква во незиното материјално издржување и помош во незината мисија, како милосрдна, така и мисионерско просветна, треба да го оставиме на место кое е однапред определено за тоа, најчесто тоа се црковните каси. Не е пожелно даровите да ги оставаме по иконите или на други места по храмот, затоа што никој не смее да знае за нашиот дар. Тој треба да се остави тајно, како што заповеда нашиот Господ. А ти, кога даваш милостиња, да не знае твојата лева рака што прави десната, за да биде твојата милостина тајна, и тогаш твојот небесен Отец кој гледа тајно ќе те награди јавно. Евангелие според Матеј, 6 глава. Сите верници кои молитвено учествуваат на богослужбата не смеат да приоѓаат кон иконостасот. Иконите на иконостасот не треба да се бакнуваат, ниту на нив да се оставаат разни нешта. За таа цел е поставена целивната икона на средината на храмот. Според старата црковна традиција, за време на богослужбата, мажите стојат од десната, а жените од левата страна, гледано кон иконостасот. Има многу причини за одржување на оваа традиција, но сепак на оние кои се во брак и со мали деца, им се разрешува да бидат заедно за време на богослужбата од разбирливи и практични причини. Во храмот или надвор од него, за време на заедничката молитва се стои исправено. Оваа исправеност има символично значење. Таа го символизира нашиот слободен, воскреснолюбовен и синовски однос кон нашиот небесен Отец, односно нашето духовно стоење пред него. Има периоди во годината кога се пости и денови во седмицата, кога за време на богослужбата се прават големи поклони и се клечи. Со големите поклони, оние кои со челото се доаѓа до земјата и со клечењето, коленопреклонувањето, се изразува сознанието на нашата грешност и потребата за очистување од нечистотијата на гревот преку покаяние и исповед. Во храмот може да се седи кога се проповеда или кога тоа го дозволува богослужбениот ред, но разрешено е да седат на оние луѓе кои што се болни, стари или немокни. На богослужбата треба сите молитвено да учествуваме. Треба да ги научиме црковните песни и молитви и според дарот за пеење треба сите да пееме и да го славиме Бога. Но ако немаме дар за пеење, славењето може да го правиме во себе или тивко без да ги дразниме другите. Според начинот на кој ние како црква живееме и учествуваме на богослужбите, а особено на литургијата, се гледа нашата љубов и посветеност на Бога, но и плодот на здравиот спасоносен, духовен живот на една црковна заедница. Присуството на благодата на Светиот Дух, убавината, спокојството, редот, молитвеноста и љубовта во богослужбата е најдобра мерка и најдобро огледало за квалитет на личниот и заеднички духовен живот во црквата Христова. Треба да разбереме дека секој од нас како член на црквата е одговорен за квалитетот на заедничкиот духовен живот во црквата, односно е одговорен за редот, убавината и молитвеноста на богослужбата. Затоа, секој од нас, преку здравиот духовен живот во црквата, преку осознавањето и учествувањето во сето она што нашиот Спасител Исус Христос го направи и прави за нас, на вистински начин се подготвува за причестувањето со својот Спасител, преку неговото тело и крв на литургијата, односно се подготвува за вечниот живот во вечното царство на Отецот и Синот и Светиот Дух, нашиот Бог. Ово беше поуката за тоа како треба ние да се однесуваме во Светиот храм, кога влегуваме, кога се подготвуваме за молитва. Во интерес на времето, нашето излагање и поучување за нашиот однос во храмот мора да го завршиме овде, но ви ветуваме дека веќе во наредната епизода ќе позборуваме за главните и основни делови на храмот, за нивното символично, но и практично значење. Хвалите Господа си јазици, похвалите Его си људије, на древје видјаш ти висима, Христе, тебе сјезиш дителја и Бога.
наредниот период Светата православна црква честува спомен на тројца познати светители кои спаѓаат, односно празници кои што спаѓаат во редот на средните празници. Именно тоа се светиот Гаврил Лесновски, светиот Антони Велики и светиот Атанаси Велики. Од особено значење за нас православните во овие краишта е честувањето на празникот на светиот Гаврил Лесновски, човек кој што се подвизувал во овие краишта, основателот на Лесновскиот манастир, кој што низ вековите сведочи за подвигот на овој прекрасен светител, кој денес изобилува со голем број на монашко братство. Еве што сведочи житието на светиот Гаврил Лесновски. Тој се родил во местото Осечко поле, кај Крива Паланка. Неговите родители били имотни луѓе и били блиски до царските советници. Тие долго време не имале деца, но по нивните молитви милостивиот Бог ги дарувал со машко чедо. Детето добило соодветно образование и брзо напредувало во православната вера и не се оддалечувало од Светото писмо. Кога дошло време да се жени, родителите му нашли девојка од царски род, но таа набрзо починала. Тогаш Гаврил ги замолил своите родители да се оддалечи од домот и да се замонаши. Тој добил благослов и заминал. По патот се сретнал со некој ѓакон по име Тома и со него го продолжи патот. Преку ноќ на сон му се јавил ангел Господен кој му рекол да оди во своето родно место и да изгради храм на рождеството Богородично на местото кое ќе му биде покажано. Откако се разбудил, тој се вратил назад и им раскажал на своите родители за сонот, а тие му дале пари и тој го изградил храмот. Преподобниот заминал за Лесновскиот манастир и по големи искушенија игуменот го замонашил и со негов благослов тој заминал на подвиг во некој скит во долината кон Злетово. Постојаните посети од луѓето го натерале светителот повторно да отиде оттаму и да се пресели во местото Луково во една мала шума. Таму тој не бил вознемируван, но еднаш се случило да помине некој козар со своите кози. Кога го видел козарот како се моли, го замолил светиот Гаврил да му ги излече козите кои биле болни. Светителот му рекол на козарот да не се грижи и кога видел во една дупка во камен дека има собрано дождовница, се помолил, ја прекрстил водата и му дал на козарот да ги попрска козите. Тогаш тие навистина оздравиле. По ова свети Гаврил заминал уште подлабоко во дивината и кога дошол до некое место Облов врв, таму се населил и поживеал уште 30 години. На тоа место тој го завршил својот свет живот и се представил на Господа. Никој не знаел каде се неговите мошти, се додека на сон не му се јавил еден руски монах Јосиф кој се подвизувал во Софија. Тој му се јавил на сон и му кажал да оди на Облов врв и да ги земе неговите мошти. Монахот мислел дека е прелест, се додека по трет пат не му се јавил и тогаш отишол кај митрополитот и му го раскажал сонот. Митрополитот се распрашал за местото Облов врв, но никој во епархијата не знаел за тоа место. Потоа, митрополитот испратил послание до блиските епархии, прашувајќи ги епископите дали знаат за таков рид во своите епархии. Набрзо пристигнал потврден одговор од Злетово. Митрополитот со Јосиф и неколку свештеници заминал во Злетово и ги поморал моштите на Облов врв. Тие не можеле да ги најдат, додека повторно не се јавил преподобниот и им го покажал местото. Утредната моштите биле пронајдени и погребани во Лесновскиот манастир. Забележени се многу исцелување на овој гроб, исто како и победата на некој кнез Михаил против Маврган, повторно по застапништвото на светиот Гаврил. Деспотот Јован Оливер изградил нова велелепна црква на тоа место која и сега постои. Кога царот Мурат освојувал, од страв да не бидат уништени, Трновскиот патриарх ги зел моштите кај себе во Трново, каде и останале во храмот на светите апостоли. Како што претходно кажав, Светата црква во овој период ги чествува спомените и на светиот Антони Велики и неговиот ученик Атанаси Велики. За светиот Антони Велики може многу да се спорува, бидејќи тој се смета како основоположник на монашкиот живот на живење. Еве што сведочи житието за него. Преподобниот Антони Велики, роден е во околу 250 година во некое село Кома во близината на Хераклеја Египетска. По смртта на своите благодатни и богати родители, тој го поделил наследниот имот со својата малолетна сестра, ја згрижил кај некои своји роднини, својот дел од имотот го раздал на сиромасите, а во својата 20-та година се посветил на подвижнички живот кон кој што тежнел уште од детството. Прво се подвизувал во близината на своето село,
но да не би го избегнал обезпокојувањето од луѓето, се оддалечил во пустината на бреговите на Црвеното море, каде што како затвореник поминал 20 години, не дружејќи се со никого освен со Бога, преку непрестајната молитва, размислување, сосредоточување, поднесувајќи ги трпеливо неподносливите гаволски искушенија. Неговата слава се пронесла низ целиот свет и околу него се собрале многу ученици, кои тој ги поучувал со личен пример и со зборови за патот на спасението. Во својот 85 годишен подвижнички живот само 2 пати отишол во Александрија, и тоа првиот пат барајќи мачеништво во време на гонењето на црквата, а втор пат на покана на светиот Атанаси за да одговора на клеветите од ариевците кои го оптужувале дека е поддржувател на Ариевата ерес. Починал во 105-та година од својот живот, оставајќи зад себе цела војска ученици и поддржуватели. Иако Антони не бил писмен, бил советник и наставник на најучените луѓе од тоа време, како што бил светиот Атанаси Велики. Кога некои грчки философи го искушувале со литературна мудрост, Антони ги засремо со прашањето: што е постаро, разумот или книгата, и што е причина за другото? Посрамените философи се разотишле, бидејќи виделе дека имаат само литературно помнење без разум, а Антони го има и разумот. Еве човек кој достигнал совршенство, како што воопшто човекот може да достигне на земјата. Еве воспитувач на воспитувачите и учителите, кој полни 85 години се поправал себе си, та само така можел да ги поправи многу други. Исполнет со многу години и големи дела, Антони се упокоил во Господа во 335 година. Ученикот на светиот Антони Велики, светиот Атанаси Велики, архиепископот Александриски, е роден во Александрија во 296 година и уште од детството бил наклонет кон духовниот позив. Бил ѓакон кај архиепископот Александар и го придружувал во Никеја на првиот Вселенски собор. На овој собор Атанаси се прославил со својата ученост, побожност и ревност за православието. Тој многу придонел за сузбивање на Ариевата ерес, како и за утврдување на православието. Тој го напишал символот на верата, кој бил усвоен на соборот. По смртта на Александар, Атанаси бил избран за архиепископ Александриски. Како архиепископ останал повеќе од 40 години, иако не бил цело време на архиепископскиот престол. Безмалку, скоро целиот свој живот бил гонет од еретиците. Од царевите најмногу го гонеле Констанци, Јулијан и Вален, а од епископите Евсевиј Никомидиски и уште многу други, а од еретиците Арий и неговите следбеници. Бил принуден да се крие од гонителите дури и во бунар, во гроб, во приватните куќи во пустините. На 2 пати морал да бега во Рим. Дури пред смртта некој време проживеал мирно како добар пастир меѓу своето добро стадо, кој вистински го љубило. Малку се светители кои биле така безобзирно клеветени, така свирепо гонети како светиот Атанаси. Но неговата голема душа поднала трапеливо се поради љубовта Христова и најпосле излегла победоносно над сета таа страшна и долготрена борба. За совет, утеха и морална поддршка честопати одел кај светиот Антони, кога што го почитувал како свој духовен отец. Тој е човекот кој е формулирал најголемата вистина, па морал и многу да страда за таа вистина, додека Господ не го упокоил во своето царство како свој верен раб во 373 година. Во чест на споменативе светители, во храмот посветен на светиот великомаченик Ѓорги Победоносец во Кочани, на 28, 30 и 31 ќе се одржи света божествена златоустова литургија. Ја користам приликава да ги поканам сите православни верници кои споменативе светители ги чествуваат како молитвени застапници пред Бога или чие име што го носат како свое, да ги поканам на една заедничка соборна литургија. Боже, заштити, не спаси, помилуј.